На клиниката за онкологија нема лекови за пациентите со рак на бели дробови, ниту класична хемотерапија, ниту неопходна биолошка терапија, како што е лекот ерлотинип, кој е недостапен на клиниката од средината на мај. Додека министрите заедно со уште по 5 до 10 луѓе од кабинетите патуваат на скапи службени патувања, пациентите со рак умираат во неизвестност без основна хемотерапија. Министерот нема поим што се случува. Мисли дека лековите се пристигнати и продолжува да се бави со криминалниот проект на неговиот претходник за тендерот за паркинг места. Директорот на Универзитетската клиника за онкологија и радиотерапија признава дека понекогаш не достигаат лекови, но никој не превзема ништо. Како држава членка на Обединетите нации и подписничка на здравствени повелби, дозволуваме лекот кој е на листата на основни лекови на Светска здравствена организација да не е достапен. Каде се парите од Фондот за здравство? Зошто нема итен план кога пациентите зависат од лекови за да преживеат? Министерството за здравство јавно да соопшти каде е проблемот и кој ќе сноси одговорност за оваа хумана катастрофа. Потребно е итно и долгорочно решение за непрекинат третман за сите пациенти. И конечно, одговорност. Здравството не е трошок. Тоа е обврска.